Вести во 16 часот. Добар ден. Колегите Владко Чаловски и Александар Шекировски трет ден се во Црна Гора. Една од земјите кои Груевски ги минал на својот пат кон крајната дестинација Будимпешта. И во овие вести ги имаме во живо од Подгорица, а нивни гостин е главниот уредник на Црногорски вести Срдан Косовиќ. Колега Чаловски, доколку се слушаме, повели со разговорот. Антонио, се надевам дека не слушате во студиото во Скопје. Како што кажа и ти, екипата на 1 ТВ е во Подгорица со оглед на тоа што транзитот на поранешниот премиер Никола Груевски се одвивал низ неколку земји, тоа тргнувајќи од Македонија во Албанија, од Албанија во Црнагора, од Црнагора во Србија и од Србија во Унгарија. Како што кажа самиот, со нас е главниот и одговорниот уредник на Црногорски вести и ќе поразговараме за тоа како, бидејќи медиумот беше пренесуван во македонските, црногорскиот медиум беше пренесуван во македонските медиуми, објавија веста дека Груевски сушност поминал од Албанија во Црнагора. Господине Косовиќ, ви благодарам што сте гостин во ова информативно издание на 1 ТВ. Нема, чему драго ми да помогнам. Вие сте медиумот кој што ја објави веста дека Груевски преку Албанија поминал во Црнагора, од Црнагора завршил во Србија, од Србија во Унгарија. Како дојдовте до оваа информација? Mi smo već u srijedu popodne došli do prve informacije da je Gruevski preko Crne Gore otišao dalje. Sad mi u tom trenutku nismo znali da li on iz Crne Gore direktno otišao u Mađarsku ili kao što se na kraju ispostavilo preko Srbije. И на крај дали преку Србија прошол понатаму. Тие информации ги проверивме со колегите од Албанија, имавме и контакти со Македонија, да видиме што се случило и секако ги контактиравме изворите во полиција кои потврдија дека Груевски преку граничниот премин во Албанија влегол во Црна Гора. Предвечер тог дана, затим и да е тоа било sa vozilom Сето тоа се случило со возило на унгарската амбасада во Тирана, со унгарски дипломати. И потоа добивме информација дека го презеле други двајца дипломати унгарски. Тоа е амбасадорот на Унгарија и потоа преку Враково влегле во Србија и потоа имавме прва информација која што се состоеше дека Груевски практично ја поминал Црна Гора, влегол во Србија и саатницата прецизно. Ви изненади ли тоа што и покрај тоа што немаше меѓународна потерница за Груевски во тој момент, тој легално ја поминал границата од Албанија во Црнагора со своја лична карта. Ви изненади ли тоа што се работи сепак за личност, односно политичар кој што своевремено беше еден од најмокните, можеме да кажеме, на Балканот, тоа што не реагирала полицијата, како во Албанија, така во Црнагора, па се задржал и неколку часа во Црнагора пред да пројде во Србија. Изненади ли таа, условно кажано, неефикасност? Па нас ја највише занимало у том trenutku, пошто се први информации во тој момент не интересираше, бидејќи првите информации беа дека бил прошол низ Србија. Ние не очекувавме дека ќе дојде информацијата дека дошло во Албанија во Црна Гора и потоа утврдивме дека со лична карта државјаните на Македонија може да влезат. До тој момент немаше потерици налог за апсење. Така што кога е во прашање црногорската безбедносна структура имаат они потврда чиста дека скенерот покажува дека не се работи за барана личност. Они едноставно не можеа да постапуваат по тој случај, бидејќи сите законски процедури во тој момент се запазени. Мислам дека е пропуст на македонските власти, доколку нешто така се очекувало, морале да реагираат и да остават простор да реагираат партнерските служби од соседните земји.
osobi, ako se radi možda i доколку се работи за позната личност или пак очекувана постапка. Da ipak svi kažu to je bilo u potpunosti legalno, čovjek je ušao sa ličnom kartom kao što to je potpuno legalno, со лична карта, како што дозволува законот, влегол и излегол од Црна Гора со лична карта. Сега останува да се види улогата на унгарските дипломати, зашто биле потребни они да помогнат, зашто го смениле возилото, бидејќи имаме податок дека променил 2 возила, и останува прашањето како од Србија влегол во Унгарија. Тоа се информации кои што ги немаме. Што изминатите неколку денови, ова беше буквално една сложувалка која парче по парче се излегуваше во јавноста, во медиумскиот простор, заинтересираноста е голема. Нема секако да ви речеме да ги кажете вашите извори нормално. Меѓутоа, колку беше тешко да се дојде до овие информации со оглед на затвореноста на самите институции за официјални информации по повод ова бегство? Па, дакле, наše su informacije sve bile nezvanične. Нашите информации беа незванични. Но кога дознавме дека полицијата заради интерес на голем број на медиуми, како што дека ќе се огласат и званично, дури тогаш знаевме дека нешто званично ќе има и таа информација која протече низ албанските медиуми првен, го создадува тој ланец кој што подоцна изврши притисок врз институциите за на крај ние да бидеме први кои што ги имаме ексклузивните детали од каде Груевски влегол со чиво друштво и како излегол. За крај би ве прашал дали очекувате бидејќи ги следите работите на терен, ја знаете како функционираат институциите во Црна Гора, дали можеби очекувате да има некакви мерки кон Унгарија пред се поради вмешаноста на заменик амбасадорот и на конзулот со оглед на тоа што Црна Гора е дел од НАТО? Pa to ćemo vidjeti šta će, da li će Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore... Doprva ќе го видиме дали Министерство за надворешни работи на Црна Гора ќе има некоја реакција. Мислам дека е тешко да се предвиди, особено бидејќи е сето тоа легално, законски. И институциите едноставно на тој начин се оградуваат од по се судејќи контроверзниот чин. Бидејќи избегнат екс-премиер на соседна држава, барајќи азил, pozvati na to da nije bilo legalnog, odnosno zakonskog osnova da se djeluje. Pretpostavljam дека ќе се повика дека сето тоа било легално и дека таму ќе се заврши работата. Дел од ова информативно издание на Еден ТВ. Фала вам. Антонио, тоа беше нашето вклучување од Црна Гора, од Подгорица. Последно при ова патување во Црна Гора. Повели, ако имаш некакво прашање за нашиот гостин или тоа би било се? Колега Чаловски, немам дополнителни прашања. Јас ти благодарам и на тебе и на гостинот кој што беше во ова линковско јавување. Ти благодарам и за исцрпните извештаи кои што ги испрекаш минатите неколку денови со цел на граѓаните да им стане барем малку појасно како се движел Груевски во својата рута, бегалска рута за да стигне до Унгарија. Ние продолжуваме понатаму. Токму колегата Владко Чаловски пред ова линковско јавување испрати изјава од црногорскиот колега Марко Вешовиќ, инаку новинар во медиумот Дан. Тој во изјава за Еден ТВ вели дека за очекување е протестна нота од Црна Гора до Унгарија, бидејќи станува збор за злоупотреба на дипломатските исправи од страна на унгарските представници во Црна Гора, кои му помогнале на Груевски да ја мине границата. Значи, господине Вешовиќ, ако знаеме дека Груевски премина од Македонија во Унгарија, Црна Гора е една од земјите каде што всушност и го издействувал својот транзит. Во Црна Гора помошта е добил, како што се вели по официјалното соопштение на црногорските власти, со помош на заменикот амбасадор на Унгарија овде и конзулот. Може ли да се очекува било каква реакција од тукашните власти, од црногорските власти,
за помошта која што му е пружена на Груевски од луѓето кои што се во оваа држава, односно заменик амбасадорот на Унгарија и консул? Па, мислим да би било природно, да би требало очекивати неку врсту протеста званична Црна Гора, с обзиром на тоа да е очигледно дошло до, може ли се речи, можда чак и злоупотребе дипломатских овлашќења и дипломатски улоги кои су поменуте дипломати имале приликом омогуќавање бегства Николи Груевском преко Црна Горе за Маđarsku. Тоа е било една потpuno логична и разумна последица, меѓутим, имајујќи у виду ситуација у Црној Гори, специфично црногорско-маđarskih односа, а и досадашње поступки црногорски власти, ја лично не верувам да ќе они предузети неке дипломатски мере против починилаца овога дела. А у ширен смислу стварно сматрам да е заиста скандалозно да црногорска власт, односно да е Црна Гора послужила као уточиште, макар привремено, осуđenom политичару за бегство у едну чланицу Европske unije. Dakle, crnogorska vlast je očigledno tu bila vrlo neaktivna i nije uradila ono što je trebalo da radi, odnosno da spriječi njegov bijeg u Mađarsku i da ga učini dostupnim pravosudnim organima Makedonije. To je jedino logično rešenje koje je postojalo u datim okolnostima, a da li postoji mogućnost da se sada zaoštre crnogorsko-mađarski odnosi, zbog toga ja zaista to teško, vjerujem da će se do toga teško doći, ali da bi bilo neophodno da se protestuje, bilo bi definitivno. Во минатите неколку денови екипата на 1TV составена од колегите Кристина Атовска и Дејан Младеновски детално го следеше развојот на настаните во Унгарија поврзани со бегството на Никола Груевски и поднесувањето на азил во оваа земја. Атовска денеска разговараше со неколку од жителите на Будимпешта. Оддел успеа да излече одговори на прашањата, додека неколкумина воопшто не сакаат да коментираат на политички теми и односите меѓу Орбан и Груевски. Екипата на 1TV се обиде да направи анкета овде во Будимпешта помеѓу унгарските граѓани. Дали тие ја поддржуваат одлуката на Виктор Орбан да го заштитува Никола Груевски и дали сметаат дека нивната држава треба да заштитува криминалци од други земји. Сепак немавме многу среќа. Унгарците не се волни да одговараат пред камера. Тоа најверојатно се должи поради стравот кој владее во ова општество. Само двајца жители на Будимпешта застанаа да зборуваат пред нашата камера. Тие велат дека не оправдуваат политиката на Орбан, меѓутоа и нивните одговори беа оскудни. Yeah, I think he's generally a controversial leader, and most of the people, especially here in Budapest, do not agree with all the terms and conditions of his politics, but you know, it's the democracy of the mass, so we cannot have anything about it. I don't follow politics. You think that your country should protect criminals? I'm sorry, we are not interested in politicians. In politics. I don't know. I don't speak. I don't know anything about it. So. Oh, I don't know any of this. Sorry. Унгарските разузнавачки служби се сериозно вмешани во бегството на Никола Груевски од Македонија. Ова во отвореното студио на 1TV го изјави Владимир Пивоваров. Според него тоа што од унгарските власти ја дознавме точната патека и начинот на кој Груевски стигнал во Будимпешта, иако тие негираат мешаност, укажува на сериозна разузнавачка операција од нивна страна, бидејќи поранешниот премиер немало да може да го изведе тоа сам. Во бегството на екс-премиерот Никола Груевски од државава има сериозна вмешаност на унгарските разузнавачки сили. Ова е оценката на националниот координатор за гранично интегрирано управување Владимир Пивоваров, кој својата оценка за ваквите сериозни индикации ја црпи од информацијата на унгарските тајни служби за точната патека и начинот на кој стигнал Груевски кај Орбан. Поранешниот премиер без помош од надвор нема да можел да избега. Вториот секретар, заменикот амбасадор, најчесто во дипломатија се разузнавачи кои се скриени за велото на дипломатскиот пасош. Конзулот најчесто потекнува од безбедносните служби, така да учесниците од она што го презентира и албанските и црногорските власти во ова наведува дека се луѓе од службата делегирани во дипломатијата. Меѓутоа, загрижува фактот што се случувало на наша територија,
Значи секако дека и од натре имала силна логистика, тие служби сами ова не би може да го изведат ако немале силна логистика внатре кај нас. За шансите поранишниот премиер Груевски да добие азил во Унгарија треба да се размислува во две насоки. Едната е што пишува во меѓународните конвенции и другата е околностите карактеристични за ситуацијата. Имајќи предвид кој е премиер во Унгарија, какви беа релациите наназад и вклученоста на унгарските власти во дел од бегството, смета експертот за азил Трпе Стојановски. Веројатно се големи шансите исходот во однос на барањето за азил да биде позитивно, имајќи во предвид индикаторите на кои што упатува начинот како господинот Груевски патувал до Унгарија и особено како е третиран во Унгарија. Во однос на меѓународните документи и особено законот за азил на Унгарија, кој што е од понов датум, од пред неколку месеци, и кој што е исклучително рестриктивен во однос на можноста да се одобри да има позитивен исход барањето за азил. Откако почнаа судските процеси на СЈО поврзани со бомбите, побегнаа двајца вработени во петата управа Горан Груевски и Никола Бошковски, обвинети за прислушувањето. Бизнисменот Сеат Кочан побегна па се врати во земјава и последниот во низата на бегалци е експремиерот Груевски. Леснотијата со која бегаат функционерите, моćниците и богаташите покажува дека тие не така тешко го изигруваат законот. Господинот Никола Груевски одел на илегален премин. Не бе, господа. Господинот Груевски може би дури и со кафе е изнесен. И јас сум тврдо убеден, но ова што викате професорот Богданчо, дека ние во моментов немаме опипливив доказ да го докажеме. Иначе многу лесно со едно стапче камерата ја насочувам во правец на кој што јас сакам. Господинот Груевски ќе се излези пешака, излегуваат по него друго возило. Одземањето само на патната исправа како мерка за обезбедување на обвинет во постапката е издржано, но само доколку врз одлуките на органите за прогон на кривични дела нема политичко влијание. Груевски за 2 годишната казна по мене нема потреба да биде зајакнато наблюдуван од полицијата. Меѓутоа, за процесите што се водат, како има потреба да биде прикриено наблюдуван, затоа што он, барајќи ја својата одбрана, може да ни понуди нови докази. Така. Државата е во голема предност пред секој лице. Ако Груевски бил председател на владата и бил моќникот во државата, условно кажем, сега во моментот државата е против него. И те како инструменти има државата да може успешно да обезбеди квалитетни докази, за да не биде само на тие доказите што ги имаме од бомбите или нешто друго. Последниот, бегалецот Груевски, во моментов чека азил од унгарските власти. Во тек е процедурата. Премиерот Зоран Заев вчера најави дека Груевски сепак ќе биде екстрадиран во земјава. Главните информации за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски треба да дојдат од унгарската влада, но таа се уште не ги дава бараните одговори на македонските новинари, но има на македонските власти. Бегалецот Груевски според информациите во Унгарија ужива државна заштита и е третиран како важна личност. Унгарските власти демантираат дека тие државата на било кој начин се вмешани во патешествието на поранешниот премиер на Македонија. Од друга страна, премиерот Зоран Заев ветува дека Груевски ќе биде екстрадиран во државата. Во емисијата 360 степени, Заев потсети на примерот со хрватскиот премиер, поранешниот премиер Иво Санадер, кој година заради корупција избега во Хрватска, но една година подоцна беше фатен и испорачан на хрватските власти. Се што сум кажал, така ќе биде. Јас кажувам дека Груевски ќе биде вратен. Заради тоа што и меѓународната легислатива и законите се на наша страна. Ќе биде вратен. И Санадер избега, така? Па беше вратен. Ќе биде вратен. Груевски сега и Унгарија треба да одговорат. Ова што сега го знаеме. Дали бил киднапиран? Штом вака во дипломатски коли е возен по повеќе земји. Па нели е пак одговорност на МВР и да бил киднапиран, бидејќи тој има 6 мина обезбедувачи од МВР. Така да ги истражиме работите, дали бил киднапиран и дали доброволно по сопствена волја влегол во дипломатска кола. Од тие одговори ќе се испостават еден куп други прашања, поврзани со барањето негово за азил и за одлуката на една земја членка на ЕУ и на НАТО, така да ќе ги видиме сите аргументи.
Зоран Заев вчера на два пати ја пласираше тезата дека Груевски бил киднапиран. Со сета тежина на премиерската функција, Заев вчера на два пати ја обвини Република Унгарија дека киднапирала македонски граѓанин, поранешен премиер, почесен председател на опозицијата, при тоа лице кое е дел од правен процес. Ваков срам Република Македонија не заслужува, реагираат од ВМРО ДПМН по вчерашната изјава на премиерот Заев, во која тој праша дали Никола Груевски е можеби киднапиран. Зоран Заев е носител на теророт и политичкиот прогон во Република Македонија. Оливер Спасовски е извршувач на тој прогон. И додека оваа спрега не замине, Република Македонија ќе се соочува и со страв внатре и со јавен меѓународен срам. Почитувани истиот двоец креира судбина на државата, плете приказни за тоа кој дали да заврши во притвор, кој да биде ослободен, кој да лежи за тероризам, а кој да биде помилуван. Ако гласа како што сака Заев. И неколку дена по бегството на Груевски, молкот српските власти, иако станува повеќе од очигледно дека за да стигне до Унгарија, Груевски морал да помине и низ Србија. Црногорските власти официјално потврдија дека Груевски ја напуштил Црна Гора на граничниот премин со Србија, наречен Добраково. Единствената изјава од официјална српска институција досега е таа на Министерството за внатрешни работи на Србија за регионалната телевизија N1, во која се вели дека Груевски нема српски пасош ниту српско државјанство. Во изјава за 1 ТВ пак српскиот новинар Теофил Панчич, кој одблизу ги следи односите меѓу Македонија и Србија и еден од најпочитуваните критичари во земјата, вели дека нема да биде изненаден ако Вучич му помогнал на Груевски, бидејќи според него станува за ист профил на политичари. Постоji jedna veoma jasna bliskost između političkog profila, ako hoćete, Nikole Gruevskog i njegove vladavine u Makedoniji u prethodnih 10 godina i onoga što Vučić i njegova partija rade u prethodnih 6 godina u Srbiji. Ta bliskost nije samo implicitna, ona je bezbroj puta javno iskazivana i to pogotovo sa strane ovdašnje, tako da kažem, od Vučića i njegovih saradnika. Sećate se da su oni u mnogo situacija zapravo za vreme vladavine Gruevskog govorili o tome kako čak su koristili izraze da je zapravo njegova vlast neka vrsta njihovog uzora i tako dalje, a onda kada je ta vlast došla u krizu, imali su veoma jasnu, eksplicitnu političku, medijsku i ko zna još sve kakvu podršku iz Srbije, odnosno od državnih organa Srbije. Tako da je logično negde pomisliti da i u ovoj situaciji u kojoj Gruevski rešio ili mu je savjetovano da se skloni, da je to moglo da bude ili preko teritorije Srbije ili uz ovu ili onu formu učešća nekih ljudi iz vlasti u Srbiji. Среде бурата реакции по објавата за бегство на Никола Груевски стаса видеоснимки од анонимен дојавувач како илустрација за како што се наведува во пораката демагогијата на поранешниот премиер, кој на јавноста и се представуваше како скромен човек, посветен на работата за доброто на државата. Неговото бегство овие денови ја отвори дилемата за неговата имотна состојба, која е се уште непозната за јавноста, јавува нова. Овој видеоматеријал е снимен во 2012 година, кога Никола Груевски, тогаш премиер на Република Македонија, престојувал на екзотичните Сејшели, сместен во хотелски комплекс, каде што според сознанијата на нова едно ноќевање чини повеќе од 1000 евра. Ajde, odi. Jesi već? Ne. A snimaš? Se dvižat sekunde? Da.
Под мотото време за чист воздух денеска скопјани одржаа собир пред инспекторатот на град Скопје. Тие велат патиме сите од загадениот воздух, а најмногу децата и повозрасните, 30 години не трујат. Некој профитира од тоа, порача учесниците на денешниот протест против загадувањето на воздухот пред инспекторатот на град Скопје, кој се одржува под мотото време за чист воздух. Тие сметаат дека 1,5 милиони денари за екологија се малку и дека власта повеќе троши за своји кефови отколку за животната средина. Власта да разбере дека требаат итни мерки. Во најзагадените денови треба забрана за големата индустрија. 2-3 месеци да се исклучат погоните и да се дислоцираат тие фабрики, велат демонстрантите. Проектираниот економски раст од 3,2% следната година со сигурност ќе се реализира. Откочени се крупните инфраструктурни проекти во патната и железничката инфраструктура, а покрај нив сериозни активности се очекуваат и со интензивирање на гасификацијата, како и инвестиции во енергетиката. Тоа се дел од оценките што ги изнесе денеска вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев на презентацијата на економските програми од буџетот за следната година. Макроекономските показатели се дека предвидуваме раст на бруто домашниот производ од 3,2%, а буџетски дефицит намален во споредба со минатата година од само 2,5%. Макроекономските показатели кажуваат дека растот на бруто инвестициите на реална основа следната година очекуваме да бидат 4,2%, а 26,2 милиарди денари ќе бидат издвоени за капиталните инвестиции, кои што покасно ќе ги видиме по структура. 20% очекуваме да падне под 20% стапката на невработеност во државата и тоа ќе биде рекордното најниско ниво на невработеност во државата. 4,5% очекуваме раст на реалните плати. Тоа се главните резултати кои што треба да бидат како излез од економските политики на владата. Следуваат вестите од светот по избор на колегата Дамјан Варушлија. Бугарскиот заменик премиер Валери Симеонов синоќа поднесе оставка откако беше изложен на притисок да се повлече од функцијата поради навредите упатени кон активистите за заштита на лицата со посебни потреби. Поднесувам оставка поради континуираната медиумска кампања против мене. Таа кампања им штети на угледот и авторитетот на владата и стана пречка за нејзината нормална работа, изјави Симеонов на пресконференција во Софија на која ја најави својата оставка. Тој нагласи дека не можел да дозволи да продолжи таквата состојба и затоа решил да се повлече. Не се работи за мене или за партијата на чие чело сум, туку за владата за која сметам дека е многу успешна, додаде Симеонов. Симеонов, кој е лидер на националистичката партија Национален фронт за спас на Бугарија и на коалицијата Обединети патриоти, беше вице-премиер задолжен за економска и демографска политика. Скандалот изби поради неговата изјава дека активистите за заштита на правата на лицата со посебни потреби се разврескани жени кои ги злоупотребуваат своите болни деца. Американската централна разузнавачка агенција смета дека наредбата за убиството на новинарот Џамал Кашоги во Истанбул ја издал саудискиот престолонаследник, принцот Мохамед бин Салман. Како што тврди Вашингтон Пост, повикувајќи се на анонимни извори, ЦИА до ваквиот заклучок дошла врз основа на сознанијата од повеќе извори на разузнавачките служби, вклучувајќи од телефонските разговори на братот на престолонаследникот, принцот Халид бин Салман, и на саудискиот амбасадор во САД со Кашоги, за кои сведочеле луѓе блиски до кралското семејство. Според овие сведочења, принцот Халид му рекол на Кашоги дека треба да оди во саудискиот генерален конзулат во Истанбул, каде што беше убиен, со цел да ги земе потребните документи за неговата венчавка, гарантирајќи му дека е безбеден. Во реакција на ваквите тврдења, саудиската амбасада во Вашингтон соопшти дека амбасадорот и Кашоги никогаш не разговарале за неговото заминување во Турција, нагласувајќи дека сознанијата на ЦИА
се лажни. Предлог договорот за истапување на Велика Британија од Европската Унија, што го постигнаа преговарачите на Брисел и Лондон, нема да добие поддршка во парламентот во Вестминстер, изјави синоќа поранешниот британски министер за Брекзит Дейвид Дейвис. Поверојатно е дека долниот дом на парламентот ќе го отфрли договорот, отколку дека ќе изгласа недоверба на премиерката Тереза Меј. Не гледам како договорот може да помине, изјави Дейвис во интервју за американската телевизија CNBC. Најмалку 71 лице загинаа, а над 1000 луѓе се водат како исчезнати во катастрофалниот пожар што беснее во северниот дел на американската сојузна држава Калифорнија, соопштија синоќа локалните власти. Како што јавува ДПА, шерифот на округот Бют, Хорин Хани, на пресконференција соопшти дека бројот на лицата кои се сметаа за исчезнати пораснал од 631 на 1011. Според него, сепак не е исклучено некои од овие лица да биле изброени два пати, или пак да успеале да побегнат пред стихијата, но не е познато каде се наоѓаат. Овој пожар е досега најсмртоносната и најдеструктивна огнена стихија во историјата на Калифорнија. Под драконски безбедносни мерки, со ангажирани околу 5000 полицајци, хеликоптери и полициски дронови, со цел избегнување какво било инциденти, денеска во Атина се одбележува 45 годишнината од студентскиот бунт против хунтата. Традиционалниот марш, како и секоја година, започнува во попладневните часови од Политехничкиот факултет, што важи за символ на бунтот, бидејќи оттаму, во 1973 година, почна борбата против воената хунта. На собраните граѓани, во најголемиот број членови на левичарските организации, здруженија и партии, протестот го завршуваат пред амбасадата на САД во Атина. Во овие вести одвоивме минути за спортот. Македонската фудбалска репрезентација ја дели само бод до бараж за пласман на Европското првенство во 2020 година. Избраниците на селекторот Игор Ангеловски синоќа во Вадуц го совладаа Лихтенштајн со 2:0 и останаа на врвот со плюс 3 бода предност од Ерменија во пресрет на мечевите од последното коло во групната фаза. Триумфот во Вадуц беше заверен во второто полувреме. Енис Барди во 53-та минута реализираше прекрасен погодок од слободен удар што го изнуди Горан Пандев, а во самиот финиш Илија Несторовски по асистенција на Александар Трајковски стави печат на четвртиот триумф во петиот надпревар од групната фаза во Лигата на нации. Во понеделник се игра последното коло, а на Македонија доволно ќе биде реми на домашен дуел со Гибралтар за сигурен бараж за Европското првенство, а со самото тоа и промоција во Целигата. Надпреварот се игра на арената Филип II од 20 часот и 45 минути. Екипата на Вардар вечерва гостува во Барселона, каде ќе има можност да се реваншира за поразот од првиот меч во групната фаза во Скопје. Минатата недела вардарци во спортскиот центар Јане Сандански беа поразени со 26-30, но избраниците на Парондо ќе се обидат да го поправат впечатокот и да им се одмаздат на каталонците. Без дилеми го имавме најлошиот ден сезонава, Барселона одигра навистина одлично. Мислам дека клучот ќе биде во нападот и ќе мораме да работиме за да го подобриме, да се потрудиме да не губиме топки по нивни грешки, бидејќи тоа на Барселона и отвара можност за лесни погодоци преку против напади, истакна тренерот на Вардар во пресрет на вечерашниот дуел во Барселона. Со вестите од спортот го затвораме ова информативно издание. Следните вести се во 20 часот. До тогаш информирајте се на 1tv.mk. Пријатно!